Пред 20 години, многу случајно, баш во оваа сала, кога имавме испити, уствари, не додела на дипломи на моето школо, кое се викаше тогаш Евроскул, не Евроколедж. Тоа беше школа за странски јазици, која беше неформално образование и која беше едноставно настрана од сите формални институции кои во суштина го прават образованието. Ама ние имавме соработка со Грчки коледж и за време на прославата, се сеќавам, тоа беше многу топло мајски ден во 2003 зборам, и јас видов во неговиот каталог дека тој има University of Derby, некој прирачник, и јас кажав Костас, се викаше Костас Пиперис, дали е можно ние да донесеме образование овде британско? А он каже, ќе проверам, и после неколку месеци, значи во септември, се јави и каже, имам начини како. За таа прилика го одведовме и градоначалникот, тоест неговиот представник во тоа време Оливер Спасовски, сегашниот министер за полиција. Во Лариса го побративме Куманово и Лариса, а во исто време го основавме и дававме основа на Евроколедж. Работите кои следеа после беа поприлично травматични, бидејќи странското образование во тоа време не беше баш прифатено овде. И јас целиот кредит го давам пред се на вас, студентите, кои бевте од ваши причини, не знам кои, али го избравте Евроколедж да студирате овде. И од друга страна сум многу благодарен на мојот тим, кој у суштина го поддржаваше и ве вас поддржуваше. А од друга страна, ние создадовме сериозен академски потенцијал, професори кои ги имаме од сите градови. Мојата алтернативна историја покажува дека вие не ги избирате работите што ќе ги правите, може би они ви избираат вас. Да ме прашавте мене пред 20 години дали ова ќе биде после 20 години, јас веројатно би кажал кој знае, веројатно не. Ама еднаш ако сте веќе ставени во да треба да извршувате некоја работа, трудите се да го направите тоа најдобро што можете. Према тоа, во вашиот живот може имате еден или два избори, нема да имате премногу избори, ама тие избори трудите се ради вашите клиенти да ги направите како што треба. И мислам дека во тој контекст, со поддршка на овие сите луѓе за кои зборам, мојот персонал, моите професори, моето семејство секако, додовме до оваа ситуација на која можеме да бидеме горди и на која мислам дека и вие со вашето присуство овде му давате една посебна димензија. Ова институција е меѓу првенците на високото образование, на приватното високо образование во државата и е символ на знаењето, местото каде на идеите процветуваат, а мечтите замируваат. Вашата преданост кон образованието не се ограничува само на вашите секојдневни интеракции, истражувачки напори и врските што ги создавате како фамилија и како универзитет. Многу добро тоа го кажате дека и во меѓународни рамки сте многу успешни, особено во делот на учество на меѓународни проекти, особено на Ерасмус проектите. 20 години е резултат прво на храброста, снаодливоста, знаењето и отвореноста која ја поседува вашиот директор, доктор Љубиша Петрушевски, наш почитуван сограѓанин. Но за секоја успешна приказна, како што е вашата, стои успешен тим од професори, тим од студенти, кои се секогаш во текот со овие денешни времења. Може да бидете студенти со сите десетки, но откако ќе завршите знаењата воопшто да не би се применливи. Такви се овие наши државни факултети. Професор, се извинувам на Министерството, меѓутоа од моје искуство си кажувам. Мене ми е драго што од оваа институција излегуваат студенти кои веднаш се впуштат во бизнис сферата и на тој начин придонесуваат за вкупниот економски развој на Куманово. Во ова модерно време најважно е да научите како да учите, како да ја најдете информацијата, податокот, затоа што во животот мора да се стремите за едно доживотно учење. Постојано има новини, постојано има нешто што мора да се учи за да бидете во текот со времето. Вашите дипломи се само доказ дека сте упорни и дека сте умни, меѓутоа доживотното учење е нешто што допрева вас ви следи. Општина Куманово тесно соработува со бизнис секторот,
прво преку ЛЕС, Локален економски социјален совет, а сега во рамки на ЛЕС формиравме и Комисија за женско предприемништво, во која е вашата почитувана професорка по економски науки Марија Стојанова и се обидуваме нешто на ниво на општина заедно преку женски препознатливи лица, женски докажени луѓе од бизнес заедницата, од професорската фела, од општината, да покренеме, да го искористиме женскиот ентузијазам и женската сила, што мислам дека не е доволно истакната во Куманово.